Министерот за локална самоуправа Златко Перински заедно со неговиот заменик Ерџан Селими денеска ја посетија Скопската општина Чаир како дел од теренските посети на општините каде што срцето е дома. На работната средба со градоначалникот Висар Ганиу и членовите на општинскиот совет разговарале за актуелниот процес за измени на Законот за локална самоуправа, за децентрализацијата, како и за можностите за надминување на одредени проблеми со кои се соочува општината поради игнорантскиот однос на град Скопје, како што велат, и за евентуалните измени на Законот за град Скопје. Од општината информираа и за тековните проекти кои ги реализираат, како и за подготвеноста за учество на вториот јавен повик за финансиска поддршка на инфраструктурни проекти, кои ќе се финансираат од државниот буџет. Општина Чаир брои 63.000 жители, а се простира на само 3,5 квадратни километри, што значи многу жители на мала територија, што само по себе е предизвик да се испочитуваат потребите на граѓаните во целост. Ние како министерство и како влада продолжуваме да работиме заедно со општините на создавање услови за подобар живот за сите наши граѓани, без разлика на нивната етничка или верска припадност. Најважно е да ги решаваме предизвиците кои ги наметнува урбаното живење, да ги слушнеме потребите на граѓаните и да инсистираме да се надминат сите предизвици, изјави министерот Перински. Градоначалникот Ганиу изрази благодарност за транспарентноста, кооперативноста и континуираната соработка од страна на Министерството за локална самоуправа. Посетата на министерот Перински на општината Чаир продолжува и утре со средба со сите заинтересирани граѓани, представници на невладини организации, спортски и културни работници, кои сакаат да дадат свои предлози и сугестии во насока на поголем напредок на општината. Средбата ќе се одржи во 18 часот и 30 минути во училиштето Исмаил Кемали. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје во периодот од 17 до 23 февруари со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 149 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар секојдневно водат грижа за да го доведат во ред сообраќајниот хаос настанат од непрописно паркираните возила на територијата на општина Центар. Подсетуваме на почитување на сообраќајните правила од страна на секој учесник во сообраќајот со цел одржување на ред и безбедност на улиците, стои во соопштението од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Општина Ѓорче Петров започна со амбициозна реконструкција на 13 краци на улицата Алевсо Демниевски во рамки на градежната офанзива која целосно ќе ја трансформира оваа населба. Ова е прв пат да се изведе ваква обемна интервенција на оваа локација, велат надлежните, со вкупна должина од 3000 метри и површина од 11.350 квадратни метри. Оваа инвестиција е дел од нашата визија за модерен и функционален Ѓорче Петров. Со реконструкцијата на Алевсо Демниевски сакаме да ги подобриме условите за живење на нашите граѓани и да им покажеме дека нивните населби се наш приоритет. Ова е еден чекор од многуте што ги планираме. Нашата цел е општината да стане поповолна, поубава и попријатна за живење, истакна првиот човек на општината Александар Стојковски. Реконструкцијата на улицата Алевсо Демниевски е дел од поширокиот план на општината Ѓорче Петров за подобрување на инфраструктурата и поддршката на локалните заедници. Очекувањата се дека овој проект ќе биде завршен во наредните месеци, а жителите веќе изразија задоволство од почетокот на работите. Иницијативата за почиста Македонија предстојниот викенд 1 март организира нова акција во природа, овој пат за чистење на Марков манастир. Доаѓа пролет, за цветната сезона да не ја дочекаме во ѓубре, редно е да посветиме малку љубов кон природата. Марков манастир е прекрасно и популарно излетничко место, кое за жал е често посетувано од несовесни граѓани, кои го користат како лична депонија, велат од За почиста Македонија. Организаторите велат дека има организиран превоз, материјали за работа, за атмосферата ќе се погрижи DJ Леон Спремо. Ние организираме превоз и материјали за работа, вие понесете само добро расположение и по некоја ужинка, за да можете после акцијата лабаво да си поседите и уживате во природата. За да ни биде убаво, за почиста Македонија, стои во повикот. Акцијата е со почеток во 11 часот следната сабота, а за организираниот превоз пријавите се преку социјалните мрежи на иницијативата.
Вчера екипата на Општина Центар, предводена од градоначалникот Горан Герасимовски, издвојува победа против екипата на Општина Кисела Вода на ревијалниот надпревар во рамки на 41-те маџермаалски средби. Игравме фанта стара, но добро зачувана игра, со што ја негуваме традицијата и спортскиот дух на нашата заедница. Гордост ми е што и оваа година сме заедно на овие прекрасни маџермаалски средби. Нашата традиција живее преку спортот, дружбата и заедништвото, а мојата подршка ќе продолжи во иднина. Изненаден сум од оваа позитивна енергија, од ова другарство и од целокупната организација. Да славиме уште многу години, истакна првиот човек на Општина Центар. Маџермаалските средби по 41 пат почнаа вчера. Традиција која што се одржува со децении, а го чува духот на Маџермаало, како едно од најстарите и најавтентични скопски мала. На самото отворање Герасимовски потенцираше дека има голема чест што заеднички со маџермаалците се одбележуваат овие денови. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам во